Убавината во релациите е да немаме конфликти, ама не секојаш човекот успева да нема конфликт со некој човек. Гледате, едно од работите што сакам и да ги истакнам, можеби е и да немаме конфликти, него да имаме разрешени конфликти. Поради тоа што знаете, некојаш луѓето сакаат да немаат конфликти со никого, сакаат да немаат проблем со никого. Па ако сакате да немате конфликти, да немате проблеми со никого, повлечете се од животот, гледайте да не стапнете на мравка, бидете премногу предпазливи, кои ќе имате проблеми со вас. Гледате, луѓето кои што... Гледате, во суштина, ја не промовирам конфликт во овој лайф, промовирам решение на конфликти во овој лайф, но сега само што ми дојде мисла, имате луѓе што не ќе да имаат проблеми и не ќе да имаат конфликти и мислам дека немаат добар живот тие луѓе. Пак ќе кажам, не е идејата да имате конфликти, не е идејата да сте конфликтна личност, не е идејата да имате проблеми. Идејата денеска за кој што ќе збораме колку повисоко човекот е по скалата на емоции. Сте виделе скалата на емоции од филозофот Хавард, многу често сум ја покажал, мислам дека сите од вас ја знаете веќе. Ама колку повисоко е човекот под емоционалната скала, колку е повисоко по скалата на емоции, тој човек толку повеќе бара решенија, а колку е пониско по скалата на емоции, тој човек повеќе ќе креира проблеми. Ќе креира проблеми за него, ќе креира проблеми за други. Особено човек ако е во лутина, човек ако е во тон антагонизам, што значи антагонизам, да модиш контра на некого. Сега, колку повеќе човекот е во таква состојба, он толку помалку гледа за другите. Гледате, имате луѓе кои што помалку гледаат за другите, повеќе гледаат за нив, и колку по-љут е човекот, колку по-огорчен е човекот, колку по-разочаран е човекот, разочарано љут човек, поради тоа што можете да имате разочарано тажен човек, и тој прави проблеми, ама не е така очигледно да ги прави како што ги прави, например, разочаран љут човек или огорчен човек. Кога човекот е огорчен, он е контра вас, поради тоа што веќе има став против вас. Поради тоа што, гледате, сакам да ви дадам една точка на гледиште. Ајде да речеме енергија наша, што е емоција. Колку повисока енергија имаме, колку поубава емоција имаме, колку сме посрекни во животот ние, толку помалку имаме желба за проблеми, толку помалку имаме желба за конфликти. Но кога луѓето не се срекни самите тие во нивниот живот, тие луѓе ќе имаат проблеми со други луѓе, поради тоа што имаат проблем со себе. Имате луѓе кои што се цело време во војна со некого, имате луѓе кои што се во војна со некој постојано. Имате луѓе кои што се постојано во конфликт, имате луѓе кои што се постојано во војна. Вие сте само еден од луѓето кон кој што човекот има војна, поради тоа што има војна со себе, у суштина, поради тоа што не се разбрал себе си, поради тоа што не работел на себе си, поради тоа што не напредувал да ја подобри собствената емоција, затоа што емоциите, гледате, емоциите се извор на конфликти. Љутина, тоа е како емоција, таа ќе створи конфликт. Кога сте биле љути, вие сте направиле проблем за некого. Кога некој бил љут кон вас, тој ви направил проблем на вас. Знаете, љут човек секојаш ќе има проблем. Замислете, имате некој љут татко, кој што е нетолерантен. Љутината како емоција е нетолерантна емоција. Таа е целосно нетолерантна емоција. Ајде да кажем, имате некој љут татко, кој што никогаш нема толерантност, кој што никогаш нема разбирање, кој што никогаш не е, ајде да кажеме, флексибилен во своите ставови, во своите гледишта. Многу е крут во некои работи, ама крут на негативен начин, затоа што, гледате, имате, например, дисциплина, и дисциплината е крутост, ама кон некоја позитивна цел. Значи, може да имате крути луѓе кои што имаат некој тип на гледишта кои што се негативни, поради тоа што од нашето гледиште исто така зависи дали некој човек има проблем или не. Ај прво да почнам со тоа. Замислете, имате некој човек кој што има викендица на Велешко езеро. Сега он со викендицата на Велешко езеро, кој што му оставено татко му наследство, кој што секогаш идел летно време таму, и татко му умел став што ќе трошиме пари у Грција, што ќе трошиме пари на Халкидики или некаде на одмори, кога можеме да идеме на одмор летен на Велешко езеро, затоа што таму ни е викендицата. И нема ништо лошо со Велешко езеро, Веле се убав град, го сакам многу, и Велешко езеро ми се свиѓа многу. Ама измислувам пример, луѓе. Сега, не мора да е на Велешко езеро викендица, може да е на Маврово, може да е викендица на Скопска Црна Гора. Ама он има викендица. И сега има став. И гледате, проблемот доаѓа од ставот на човекот што го има кон животот. Ако некој човек има став, ќе идеме на Велешко езеро, нема што да трошиме пари за на Халкидики, или за на Охрид, или каде да е, за Јадран, он ќе има проблем со жена му и со тинеџерката керка,
која што сака да отиде на Халкидики, кој што сака да отиде во Прл, у некој диско каде што другарките идат таму, или у Охрица каде отиде некаде на некој летен фестивал и така натаму. Ама татко вика, што мајка барате додите таму, дај бре Велешко езеро, најубаво, или Скопска Црна Гора, на село Бродец, нема поубаво место од село Бродец, најубав воздух има таму, и он затоа што има викендица од татко му оставена во наследство, он го развил ставот кој што го имал татком. И сега он со тој став прави проблем. Гледате, проблемите не доаѓаат од човекот, него доаѓаат од неговиот став, неговиот став. Колку му е емоцијата по-љута, по-огорчена, по-ниска по скалата на емоции, толку е по-нефлексибилна. Ето, толку по-човекот е убеден дека он е управо. Затоа што, гледате, само паметен човек може да рече дека не е управо. Колку по-ниско е со емоцијата некој човек, толку по-му се уски гледиштата и само за себе мисли, ја нема таа ширина да рече, чекај бе, како другиот човек мисли, како му е на него, абе керка му сака да оди, не знам, у Прл, на диско, на првиот крак у Халкидик, или сака да отиде у Охрид, или сака шо и да е, него гледа тоа за нив, односно може би ги гледа низ призма на пари, колку ќе се потрошат, поради тоа што може би сака да заштити, нема ништо лошо да заштити човеков, ама у некои моменти мора и да потроши. И он има свој гледиште, има свој став. И сега за жена му и за керка му да идат летоска повторно, како и секоја година, на Велешко езеро во викендицата, не е опција. И се почнуваат проблеми. И се, колку по-крут и јак е човеков, колку е по-љут, толку повеќе ќе испушти другите луѓе на страв. И кога човекот е на страв, он бива мал и он ги доминира на тој начин што не им дава право на глас и не им дава право на мислење, не им дава право на своја идеја како да го поминат летниот одмор, и он колку повеќе е љут, крут и огорчен и колку повеќе е антагонистичен, толку повеќе проблеми има, затоа што ставот му го прави проблемот. Е сега, колку човекот е повисоко со емоцијата, он толку помалку сака да оди во проблем. Гледате, имате емоции кои што обожаваат проблеми, како што е љутина, како што е огорченост, скриено непријателство е тука, он уствари сака проблем да ти направи, а при тоа да не мислиш ти дека има проблем. Гледате, скриен непријател ти е оној кој што ќе ти критикува скриено, ќе ти инвалидизира скриено, ќе те омаловажува скриено, он ти прави проблем, ама при тоа ти се смее, има таква некоја чудна енергија, како лигава енергија, да ти уствари не си свесен дека он ти го прави проблемот, а ти уствари го имаш проблемот, ама не е така очигледен проблемот како кога би ти го направил човек кој што е на лутина. Зашто лутиот човек отворено и без пардон прави проблем. Но е до емоцијата. Гледате, проблемот доаѓа од емоцијата на човекот. Доаѓа од мислата на човекот. Доаѓа од предрасуда. Знаете, зборот предрасуда значи однапред да осуди нешто. Зборот предрасуда не е позитивен збор. Тој е негативен збор. И кога имаш предрасуда за нешто, однапред е осудено нештото, што значи не сакаш уопште да восприемаш информација, не сакаш со тој човек да разговараш, не сакаш со тој човек да имаш ништо, или со таа тема, или со било што. Неќе да има, он више има однапред предрасуда, однапред е осудено, однапред донел заклучок. Друг пример ќе ви дадам колку се убави позитивните емоции, поради тоа што позитивната емоција ретко прави проблем. Позитивната емоција ќе најде решение, нема да го крира проблемот. Проблемот може да е таму, со човек кој што е во позитивна емоција, вие секогаш ќе најдете решение, поради тоа што интересот на човекот со позитивна емоција немој да го губи времето и денот на проблем, него да ужива во животот, да ужива во природата, да ужива во кај што сте отидени некаде. Ама ајде да кажеме, гледате како некогаш некои проблеми настануваат и како можеме да ги решиме некои проблеми. Се ќе дам многу објаснување на тоа. Сте виделе некој човек кој што е малку намќорест и жена му ќе го убеди, овој од Велешко езеро што сакал на Велешко езеро да идат, абе женава и керкава некако после 3 години успеале да го натераат да дое на Халкидики, у Певкохори се, или кај да ќе се. Ако иделе многу често Певкохори, нема да јат Певкохори, може ќе идат у Ханиоти, ама како и да е, ајде некако отишле на првиот крак. Добро. Абе ќе им го расипе одморот. Ќе им го расипе одморот, луѓе. Ќе отиде со нив, ќе го убедат двеве жени во неговиот живот да сепак се смилува и да одврзе срце и да одврзе кесе и да отидат на Халкидики, абе на носки им го качи. На носки им го качи, затоа што онако отиде со тој став, со таа негативна енергија, кај се ќе трошиме пари, бе на глупости, на гиро, на залежалки се, не. И сега он ќе измисли 100 проблеми, затоа што сака да биде управо, дека
Јаш, они го убедиле дека подобро на Халкидики, он некако неволно отишол на Халкидики, мислел дека треба да е на Велешко езеро, кога ќе отиде на Халкидики со нив, ќе им го пропасти одморот. Ќе им го пропасти одморот. Зошто? Затоа што не отишол со волност, не отишол со идеја дека може би они укриво и дека стварно може да се помине на пример у Грција, и затоа што ќе отиде со неволност, неволноста ќе им направи стоп на нив. Затоа што гледате, љутиот човек не е волен да го имаш тоа што го сакаш ти. Гледаш, љутиот човек сака или да ти го земе тоа што го имаш, или сака да ти го даде тоа што го неќеш. Запамтете го ова. Љутиот човек, контрашот, антагонистичниот човек, огорчениот човек, или ќе сака да ти го земе тоа што го имаш, како раат, како лезет. Ти ќе си дојдеш, сакаш да уживаш, ќе ти направи проблем, ќе ти го пропасти денот со негативна енергија, ќе ти мрчи по цел ден на плажа, си викаш и ти ќе избубнеш на крај. Зошто? Па поради тоа што е дојден да ти го земе нештото, во овој случај раатот, лезетот и одморот. Или ќе ти наметне нешто што го неќеш, ќе идеш ти сепак на Велешко езеро и седиш на Велешко езеро или негде си, пак да не ме разберете погрешно, Велешко езеро може да е побаво од Халкидики. Измислувам примери, Велес, да не ме земете за зло, ве сакам, ве обожавам, Велешко езеро го обожавам. Сакам да одам на Велешко езеро на кафе и на викенд, ако можам, кај да е, ама измислувам само пример во ова ситуација, пластичен пример, да не ме разберете погрешно. Сега, он ќе ти наметне нешто кое што ти го неќеш, поради тоа што таква му е емоцијата. Луѓе кои што имаат многу висока емоција, он ќе ти овозможи да го имаш тоа што го сакаш и нема да ти го наметнува тоа што го не сакаш. Видите, луѓе со висока емоција ќе ти го дадат да го имаш тоа што го сакаш ти и нема да ти го земат тоа што го сакаш, напротив ќе направат се за да го добиеш тоа што го сакаш и нема да ти наметнат да нешто правиш или да работиш кој што ти го неќеш. Друг пример, не е за овие луѓе што се тука, сигурен сум дека ваков пример нема кај нас во овие 180 луѓе колку и да се во моментов присутни на Инстаграм и на Фейсбук. Гледайте, сте виделе некоја ситуација, некогаш ќе имаш некој ручек кој што ти го неќеш. Може би бабичката или може би мајката или некој ќе направи ручек, тоа ќе биде дадена форма на боранија, грашок, може да е у боранија грашок супер, ама ти не јадеш боранија грашок. И ќе те тера да го јадеш, што вика еден пријател мој, вика баба му направила тавче 12 или кој да е диаметрот, поиманем 24-ка. И вика, дур не го изеде, не прекинуе баба, ај вика, овој не може вика да јадам више, не можам да јадам, вика, ај ќе издржим уште малку, ќе издржим. И се она те форсира да буташ, да ставаш у желудник храна која што телово не ти ја прима, ама она те храни, затоа што гледате, бабава може би таква форма на љубов сака да му изрази, тоа не е лошо, ама не може детето да прими храна. И она му вика, ај ќе издржим уште малку, ќе издржим уште малку. Гледате, имате луѓе кои што секогаш ќе ви даваат работи кои што ти не ги сакаш, или ќе ти одземат работи што ги сакаш, и имаш луѓе кои што ќе ти дадат работи што ги сакаш и нема да ти дадат работи што не ги сакаш. Ама тоа зависи според тоа кај се луѓето позиционирани на скалата на емоции, поради тоа што, пак ќе кажам, тие високо што се на скалата на емоции имаат еден тип на радар и сензација и љубов кон другите луѓе, а љубовта не греши луѓе у проценката, поради тоа што љубовта е еден тип на афинитет и нема да ти наметне нешто што неќеш, ќе ти даде нешто што сакаш, затоа што знае и е за тебе, таа емоција е за тебе. Немојте да мислите дека љутиот човек не ве сака. Љутиот човек е љут во даден момент и можеби не ве сака во тој момент. Кога ти е љут не те сака, ама во тој момент, после тоа кога не ти е љут те сака. Сега, идејава ми е дека љутината е емоција која што оди секојаш во грешка, поради тоа што е негативна емоција. Негативната емоција секојаш оди у погрешна проценка, позитивната емоција затоа што љубовта е позитивна емоција, ентузијазам, радост, восхит, те гледа некој заљубено. Сте виделе на пример на почетоков на врскиве колку е се убавно, колку е све заносно, заљубени се двајцава, а бе едниот ја гледа другава како да е божица и она не се гледа така како он што ја гледа убаво, и она не го гледа како да е кинг, и он како да е крал, и он можеби не е до тој степен добар колку што она го гледа, ама никој не протестира, на никој не му е проблем да бидеш гледан повисоко тоа што си. Што тебе ти смета кога си гледан пониско тоа што си? И се у заљубеноста луѓето се гледаат повисоко од колку што се. Ама нема протест.
Нема протест. Никој не, им годи. Зашто? Затоа што ќе го достигнат, ако другиот човек ве гледа повисоко од тоа што си, ти имаш потенцијал да го достигнеш тоа ниво на кое што си гледан. Гледаш, затоа што заљубеноста е тоа. Он те воздигнува на малку повисоко ниво од толку што си. И супер е. И ако сме паметни, ќе го одработиме тоа, ќе станеме таа верзија која што сме гледани кога некој е заљубен во нас. Ама гледате што се случува во текот на животот и во текот на релациите, во текот на бракот, настануваат проблеми, се спуштат емоциите, кавги, ти си крив, не вика ти си крив и така натаму се спушта енергијата, се спушта енергијата. И кога енергијата на човекот ќе му падне, он тебе те гледа у многу полоша слика од колку што објективно си. Видите, тука е проблем. Зашто кога на човек ќе му падне енергијата, он секако те гледа у полошо светло од колку што си. Зашто? Затоа што негативната емоција има нереалност поврзана со неа. Негативната емоција има нереалност поврзана со таа емоција. Колку по таа вибрација на емоција е пониска, толку по нереална слика тој човек има во себе за животот, за вас, за околината, за постоењето, проценката за работите. Имаш некој мрчатор, он гледа каква проценка има, у фирма го имаш. Тој е мрчатор, тој е негативна емоција. И сега, тој, што му е на него проценката? Дека компанијата е крива, дека власта е крива, дека околината, дека другарите му се криви. Тој има целосно различна, тој не може да ја смени ситуацијата. Зашто? Зашто има нереалност. А што е таа нереалност? Па на него не му текнува дека е до него. Замислете. Тој колку е понизок, секогаш друг окривува. Не е до него. Секогаш е до некој друг. И затоа е ниско. Затоа што факторот на одговорност му паднал. Гледаш, луѓето кои покажуваат на прст со околината, 3 прсти се на кај нив, бам, тие не ги гледаат, затоа што секогаш окривува некој друг, и колку повеќе окривува некој друг, толку помалку одговорност превзема за околината, и колку помалку одговорност превзема за околината, толку пониско тој паѓа по емоцијата, затоа што ти не можеш да бидеш високо со емоцијата, а прито да не преземеш одговорност и да ги сакаш другите околу тебе. А ако ги сакаш другите околу тебе и се грижиш за нив и сакаш да им го подобриш животот, тебе ќе се крене емоцијата. И колку ти е повисока емоцијата, уште поубаво ти е со тие луѓе. А и на нив им убаво со тебе, ама тебе ти убаво со нив затоа што ти ги сакаш нив. И сега нема тука погрешка. Гледате, со тој човек ќе имате решение, ќе имате разбирање зашто, затоа што има добар став за вас. Ама ако имате некој човек што е ниско по скалава на емоции, тој човек има низок став кон вас. Има ниско гледиште кон вас. Зашто? Поради тоа што има ниска енергија. Ти можеш да речеш дека некој човек е спуштен со енергијата надоле, поради тоа што е околината го спуштил. Ама гледате, не можеме да тргнеме со таа теза, затоа што тогаш тргаме со тезата жртва во војна околината. А ние не сме жртва. Гледате, ние секојаш имаме моќ на избор. Ти можеш да останеш со некој кој што те спушта, те тишти, те малтретира или не мораш. Тоа е до тебе. Ама ако ти си одлучил да бидеш во таква околина, во такво друштво, во таква компанија, со такви пријатели, па кој те е крив? Кој те тераше? Ти сам си прифатил да бидеш во таа релација, во таа околина. И сега си симнат. Околината ти го направила тоа. Не ти го направила околината тоа. Ти си дозволил да бидеш во тоа енергетско ниво. Значи, врти сучи, одговорноста повторно е ке тебе. Да не го кажам со погруби зборови, ама има таква една поговорка. Врти сучи, одговорноста е пак е тебе. Сега, одговорноста е пак е тебе. Ама ако ти не превземеш одговорност за околината, да ја сакаш околината, да крираш за неа, да создаваш за неа, да твориш за неа, да им даваш убавина на околината, тебе не може да се крене емоцијата. Да не се запоставиш при тоа и себе си. Поради тоа што и ти си дел од околината, и ти мораш да се наградиш себе си, ти мора да се почитуваш себе си, ти мора да даеш на себе си работи. Ама гледайте, проблематичните луѓе се проблематични поради тоа што имат проблематична емоција. Гледайте само емоцијата на луѓето. Доаѓа некој. Он, груп, крут, секојаш други се укриво. Он никогаш не укриво, он никогаш не презема одговорност, он никогаш не е сгрешил. Секојаш се другите негативци. Кој имаш некој човек кој што ти збори и имаш другар кој што ти збори за твојот друг другар негативно, ти знаеш колку е саат со тој човек. Зашто? Па поради тоа што тоа е емоцијата која што збори од него. Сега, сакам да ви прочитам и нешто друго, кое што сакам да ви го споделам за денеска,
Ова е еден цитат од филозофот Хабард, вели вака, во една книга се вика како да разрешите конфликти. И вели, за да постои конфликт во секоја кавга мора да биде присутен и да биде непознат еден трет учесник. Или, за да се случи кавга, еден непознат трет учесник мора да биде активен во нејзиното создавање меѓу двајца потенцијални противници. Или, додека вообичаено се верува дека за расправија се потребни двајца, еден трет учесник мора да постои и мора да ја разгори за да се случи вистински конфликт. Видите, имате дадени ситуации каде што свесно или несвесно имате некој трет човек кој што е во кавгата помеѓу вас и помеѓу некој ваш другар. И ја ќе ви дадам пример од мојот живот. Во основно имав многу добар пријател. И со тој пријател долго време не разговарав, поради тоа што имаше трет пријател за кој што ја не знаев дека уствари ми поттикнал конфликт кон него. Поради тоа што тој трет човек, трет другар, не мислам дека тоа го направил свесно или намерно, во еден момент поттикна да јас чувствувам негативна емоција кон тој мој пријател, поради тоа што ми кажа дадени работи, а овие работи тогаш не ги знаев. Наместо да отидам да зборувам со тој мој пријател, абе дали ова вистина што овој третиот наш човек ни го кажува, ја почнав да верувам на овој поблискиот пријател мој, кој што ми кажа дадени работи за овој подалечниот пријател, и со подалечниот пријател почнав уште повеќе и повеќе да се оддалечувам. И фактички почнав и да не зборам, после тоа прозборевме, направивме муабет, имавме некоја релација, и така натаму, но патиштата на секој од нас отидоа во свој правец и едноставно можеби не се врати тоа пријателство на исто ниво кој што било и претходно. Но сватив една работа кога го прочитав ова, дека стварно имало ситуации каде што сум имал близина. Можеби имате некој шеф на работата со кој што сте биле многу добри и доаѓа трет човек кој што го трга шефов од вас. Имате такви ајде да речам лигавешти од луѓе, кои што не можат сами да се изборат за нивното работно место, не се јаки, не се некои луѓе кои што се правачи, кои што се перформери, него се уствари неспособни луѓе, ама кога тие неспособни луѓе уствари обожаваат луѓе кои што во се позиција на моќ. И они ќе му се доближат до вашиот шеф, ќе се доближат до директорот и ќе го тргнат од комуникација со вас. Тој шеф и директор имал многу убава комуникација со вас, многу убава релација имал со луѓе во кои што му ја давале моќта, и овој ќе го изолира него од другиве луѓе и одеднаш ќе видиш дека на шефот однесувањето или енергијата и комуникацијата не е иста како претходно со луѓе со кои што он претходно бил уствари во добра релација. Затоа што сега не јаде бурек на пауза со нив, не пие кафе на пауза со нив, затоа што е секогаш со овој лигавецов што е, не? Е сега тој човек, гледате, он стратешки прави да фактички шефот почнува да мисли негативно за другиве луѓе и му ја спушта енергијата на шефот, со тоа му ја спушта енергијата и кога ќе му ја спушта енергијата во однос на луѓето, он почнува да развива негативна мисла и идеја за тие луѓе. Фактички почнува да развива негативни ставови, но како? Овој му става во неговите уши, ама викаат празна глава преку уши се пуни, почнува да му става дадени информации во врска со другите луѓе и оттргнувајќи го од комуникација со него, гледате, тоа е добра стратегија да човекот целосно изгуби комуникација. Кога целосно ќе изгуби комуникација со некого, полесно е да му развиете негативни идеи. Гледате, го трга од комуникација со вас, му става во неговата глава негативности во врска со вас или во врска со луѓето на работата, и што се случува, човекот почнува да отстапува во комуникација уште повеќе од тие луѓе, кога повеќе ќе се оддалечи, полесно и полесно му е да му се даваат дополнителни негативности во врска со неговите вработени. И тоа е голема грешка на еден менаџер, на еден раководител, на еден собственик, поради тоа што во моментот кога ќе дојде некој да ти кажува, да ти ги пуни ушите за твоите вработени кои што се перформери, кои што се правачи, кои што се многу добри, кога ќе дојде некој да ти ги пуни ушите за твоите најдобри вработени, прво мора да се посомневаш во тој што ти ги пуни ушите. Гледате, исто е и во фамилиите. Гледате, исто е во фамилијата. Ја имаш мајкава која што била секојаш доминантна и почна да ги пуни ушите на својата ќерка за зетов. Проблем ќе биде. Одеднаш ќе видиш дека дури и девојкава да протестира, дури и керки да знае дека мајката е грешка, она
со 80% сигурност тврдам дека ќе почне да развива проблеми со нејзиниот сопруг, поради тоа што не може да остане имуна на сите тие негативности кои што мајка ви ги пренела на својата ќерка за нејзиниот маж. Ете, и тука имате проблем. Тој е трет учесник. Ете, ајде го повторам законов од филозофов Хабер. За да постои конфликт во секоја кавга мора да биде пристоен, да биде непознат еден трет учесник. Или за да се случи кавга да непознат трет учесник мора да биде активен во нејзиното создавање меѓу двајца потенцијални противници. Или додека вообичаено се верува дека за расправи се потребни двајца, еден трет учесник мора да постои, мора да ја разгори за да се случи вистински конфликт. Имаш ситуација каде што имаш две другарки. Или може би имаш ситуација каде што имаш двајца другари. И другаров си има некоја девојка, ами има некој друг другар кој што е на пониска фреквенција и он ќе почне да му збори, да му ја пуни главата за неа, за нешто кое што она правела. Гледате, се развива конфликт помеѓу дечково и девојката. Имаш девојка која што има супер дечко, ама има некоја другарка која што не е во најдобро светло, почнува да избори негативно во врска со дечкото и почнува да се стварат проблеми во релацијата. Може да имаш две другарки и трета другарка, каде што имаш трета другарка која што е таква од типот на рекла казала, која што многу сака да слуша негативности и така натаму, и она може да распламти кавга за да ја доближи, затоа што ова е многу често, например, во женските друштва. Во машките друштва искрено мислам дека е помалку често, ама во женските друштва за жал е вистина како викаат жена на жена си е волк. И може би мислам дека е подоминантно ова што ќе го кажам во женското дружење, во женските релации отколку во машките, ама жена може да направи друга жена да биде стисната од друштвото или може да направи друга жена да биде гледана во негативно светло ако и љубомори. Имате љубоморни жени и кога имате некоја жена која што е љубоморна, може да направи таков филм на другите ваши другарки за вас, само поради тоа што може би она ве доживува дека сте на повисоко ниво од неа, или може би вие би љубоморна поради било која ваша карактеристика заради која што она е љубоморна. Ама таа кога е љубоморна и кога е завидлива, таа не е свесна. Ама ајде да не ја речам злобата, зависта, љубомората може да направи многу трета страна, да делува таа како трета страна помеѓу вас и вашите пријателки и вас и вашето друштво. И однаш да се чудите зашто не ви се јавува другаркиве, зашто другаркиве почнува да се изолираат од вас. И кога имаш таква ситуација, каде што имаш таква особа за која што и си малку скептична, ама не мора секогаш да биде она, тука има во самава постапка една многу убава постапка, ама не можам сега да ви ја кажам во лајвов, поради тоа што е цела процедура, како вие во вашиот живот да откриете кој во вашите релации ви е трета страна. Може би имате сопруг со кој што сака да се разделите. Дај да видиме дали има трета страна, затоа што има прашалник, има многу убав прашалник како ќе сватите дека има трета страна. Гледате, во конфликти помеѓу две нации. Имате Србија и Хрватска кои што имале војна, имате ние и Албанија со кои што немаме добри релации. Мора да има некоја трета страна, луѓе. Има трета страна во сите овие релации. Историски гледано во оваа книга објаснувам многу историски факти помеѓу историски гледано историски конфликти, како имало трети страни во тие конфликти. Сега тоа е на глобално ниво, тоа е на ниво на групи и така натаму, но гледате, и на ниво на фамилија го има тоа. Па мене ми се случило, мајка ми ќе ми било трета страна, јас од татко ми ќе го убедам татко ми да ми купи Веспа, како мал ќе излезам, тато, да путне, купуваме Веспа, купуваме сине, море, добре, ајде, добре, дам, ќе излезам, ќе се вратам, абе, сине, да не брзаме малку, чекај, дај да видиме, да не испадне, тато, со кого збореше? Абе, со кого да зборам јас, сине, со никој не сум зборал, абе, тато, со кого збореше? Да не збореше со мама? Зборевме со мајка ти, да, зборевме. Сине, може мајка ти управо. Леле, викаме, мајка ми не дека сакала да направи трета страна, мајка ми сакала да не паднам од мотор. Не сакала она да направи трета страна. И ова не е трета страна класична. Поради тоа што мајка ми сакала ја да не паднам од мотор, да не скршам рака. Татко ми ја немал таа идеја дека ќе паднам од мотор и ќе скршам рака, ама мајка му ја продала идејата дај да не му купуваме на Жарко Веспа, кој знае што ќе направи детево со моторов. Може би ми спасиле живот, не знам. Ама маметов ми е, често пати имате таква ситуација. Кидам ја 2 дена за викенд некаде, бум, тато, да, може. Мамо, да, абе, сине, не, ама дај. Ќе ги остиш ни встами, таа што е исплашената страна ќе влие
повеќе за да не биде работава поради тоа што човек кога е устрав, ама пак ќе кажам за оваа ситуација, на пример како што е со моторов, може би и ако имав мотор не беше Веспа друг еден и не паднав, ама знам дека во дадени ситуации такви стравови можат да спасат живот, ама во многу други ситуации кога имате човек кој што е во страв или кој што е во скриено непријателство, ќе влијае за да не биде работава, за да не биде работава. Знаете, затоа е многу важно да знаете каде луѓето се наоѓаат на скалата на емоции. И едно од работите кои што сакам да ги научам луѓето е како да препознаат за 2 минути. Има нешто што се вика 2-минутна психометрија и можеби е убаво да направиме лайв за тоа, ама тоа ги учам многу често моите клиенти како да проценат за 2 минути каде некој од вашето обкружување на кое ниво на скалата на емоции. Затоа што некојаш ти мислиш имаш некој другар што ти е високо по скалата на емоции, бум, тој ти е на скриено непријателство или уште пониско, или можеби имаш дечко и девојка и се дечково е конфузен цело време, не е он таков енергичен како што бил пред девојкава, бе, треба да сватиш на кое ниво ти е девојката, или девојкава се фатила со некој кој што целосно ќе ја држи како да му е кученце негово, кај е дечко ти на скалата на емоции. И едноставно, дури во самата група на работното место, гледате колку убаво ако си на работно место каде што имаш луѓе кои што имаат позитивни емоции, ама ако имаш некој лик кој што е негативен, тој ќе го наруши тонот на целата група. Ќе го наруши тонот на целата група. И затоа е многу важно човекот да знае како да ја процени емоционалната состојба, а со тоа и менталната состојба на некој човек. Така да ако сакате да научите за брзо како да препознавате извор на скриени или отворени проблеми, го имаме тоа како алатка, го имаме тоа како можност, поради тоа што ако препознаете кај еден човек каде се наоѓа тој на скалата на емоции, ќе препознаете 24 карактеристики за тој човек. Каков ќе биде родител, каков ќе ви биде партнер, каков ќе биде како вработен, колку брзо ќе ги заврши проектите, дал ќе ти помогне во животот да успееш или ќе те стопира. Многу бо објаснато тоа е во една книга од филозофов Хабард, се вика самоанализа, затоа што ако препознаеш каде се наоѓа човекот на емоционалната скала, ќе препознаеш 24 клучни карактерни црти за тој човек. И многу е важно кога си во релација, кога си во бизнис, кога си во некоја група, шефот ако ти е ниско на скалата на емоции, нема да се чудиш ако не ти оди или не оди на фирмата и така натаму, ама ако можеш, има техника како да го кренеш тој човек по скалата на емоции. Гледате, не е идејата да му се љутиме на тој, ние сме причинители, можеме да делуваме некој човек кој што е пониско на скалата на емоции, но ако препознаеш дека тој е ниско, има начин на комуникација, како да збориш со него. Ти да не паднеш, а он да се крене. Ти да не паднеш, он да се крене. Зашто гледате, луѓе кои што се високо по скалата на емоции, они природно од самата емоција мислат за најголемо добро и не сакаат да стварат раздори конфликт. Они не сакаат раздори конфликт. Зашто луѓето кои што се повисока емоционална состојба, со поголема енергија, он не е исплашен да не изгуби некој другар. Сте виделе некогаш имате некој исплашен или имате некој кој што не може да има многу пријателства, ќе ви дое некој другар од Америка, од странство, он кај него ќе спија во овој, не ви ни кажува дека тој е дојден. Он ќе излезе со него. За маички беше ги донал, он 2 да му даде на него, ама тој донал за вас маички, ама не он да земуше една маичка за него. Гледате, тоа е, како да кажам, душа со пониска енергија. Да не ја речам ситна душа, ама тоа е душа со пониска енергија. Душа која што е галантна и широка, таа не се плаши да не изгуби, да не овој другаров што му дошол од Америка, да не одиде со 5 други другари на кафе. Гледате, он нема проблем со тоа. Ама ако имаш некоја ситна душа која што е пониско со фреквенцијата, таа ќе го крие другаров од Америка, за него ќе си го држи. Или ако излезе, он треба да части, он само со другаров ќе излезе, не ве вика вас. За не потроши можеби плюс пари. Што и да му е проблемот, он има енергетска состојба која што треба да коригира и треба да направи повисока енергетска состојба за да може да има и за да може да нема. И за да ако нештото го нема и ако не го викна да не прави проблем. Ево вие луѓе што се високо по скалата, ако не го викнате не прави проблем. Ама некој што е пониско, не ме викнавте. Се он нема те викне 5 пати наредно. Он ќе го организира целото друштво, тебе намерно нема те викна зашто ти си заборил него да го викнеш. Ама он сега лично си го зима, тој иде контра тебе и цело филм и цела игра прави. 2 години се расправа со тебе, 2 години ти у конфликт, а ти не знаеш зашто ти у конфликт, ама затоа што еднаш кога ти си ги викнал другариве некаде у кафана, него си го заборила, се тој нема ти го забори тоа на тебе затоа што и ќе те малтретира 2 години, малтретира наводници, нема ти вика тебе у кафана и ќе ти прави дадени ситуации каде што ти ќе немаш затоа што ти случајно си направил он да не биде дел од друштвото.
луѓе, мора да знаете со кои си имате работа, поради тоа што не се луѓето проблем, емоциите на луѓето се проблем. И мораме да им помогнеме да ги надминат. И затоа е убаво човекот да работи на себе, поради тоа што сваќа дека многу работи у животот не се проблем. И он, колку е повисоко со емоциите, по-вистинските проблеми ги таргетира да се решат. Обштество да го направиме подобро, не знам, фирма да ја направиме како што треба, дај да идеме на поубав одбор. Он со такви проблеми се занимава. Ама кога луѓето се пониско по емоцијата, ама тебе мама на тебе ти даде 2 тегли ајвар, мене една. И сам со мајка му се расправа зашто на едната, зашто ти на даде и даде 2 тегли ајвар. Цел живот ти даваш 2 тегли ајвар. Мене една тегла ајвар. Абе, човек иди купи ајвар. Не се занимај со такви проблеми, затоа што ако си ти обкружен со луѓе кои што можеби имаат пониска фреквенција, тие имаат тенденција да те спуштат и тебе на ниска фреквенција и ти да влезеш у проблеми кои што се глупи. Не влагај у проблеми кои што се глупи, поради тоа што животот е убав, имаш толку многу убави нешта со кои што можеш да креираш и за кои што можеш да се трудиш и едноставно стварно е фантастично да го живееме животот со душа, а не со ум, кој што цело време ќе мисли кој што како да направи. Умот е мерен инструмент кој што мораме да го користиме, ама душата сме ние. И колку таа душа и емоција е поголема, помалку проблеми душата прави. Ама ако душава стане ситна и падне по скалава на емоции, од нишо ќе прикреира проблем поради тоа што станала мала. И тој мал проблем ќе стане голем за неа. А како работиме на себе, како работиме на одблокирање на нашиот ум, одвраќање на таа негативна енергија у позитивна, зашто имаме техника како негативната енергија да ви ја претвориме у позитивна, и на тој начин се крива човекот по скалата на емоции и почна да го гледа животот низ поубава призма, каде што уствари нема проблеми, има решение. Тоа е поентата. Како едноставно да го гледаме животот со позитивен став, затоа што ако го гледаме животот со позитивен став, проблемите ги нема. Видете, ставот на човекот или ги креира проблемите, или ги решава проблемите. Човек со негативен став секогаш ќе креира проблеми, човек со позитивен став секогаш ќе решава проблеми. Така да е до ставот, тоест до емоцијата, зашто емоцијата и ставот се поврзани, луѓе со повисока емоција имаат подобар став, луѓе со пониска емоција за жал имаат полош став, и врз база на тој став и низ призма на тој став гледа човекот проблеми. Ама ако има убав став, не гледа проблеми, гледа решенија. Океј, убав е животот, ама зависи како го гледаме. Фактички, колку ни се нас убавите очи секојаш убаво гледаат, ама очите кои што станале тажни, разочарани и љути не гледаат убаво поради тоа што има емоција низ кој што тие очи гледаат. Ајде да ги направиме очиве да бидат подобри, ајде да направиме корекција во диоптерот, односно во емоцијата, у наводници низ диоптерот, низ душевниот диоптер. Дај да го коригираме душевниот диоптер за да направиме да имаме убава емоција и убав став низ кој што очите ќе го гледат она што е најубаво во животот, затоа што животот може да гледате убаво или може да гледате негативно до вашиот став и до вашата емоција што ќе гледате. Охриѓани, јас се надевам ќе ве гледам вас утре во Royal View, 18 часот во Royal View ќе зборувам на многу интересни теми: страв, overthinking, негативни емоции, негативни мисли, како да ги коригирате и како да имате многу поубав живот. Охриѓани, имате толку убаво езеро, имате толку убав град, најубав град у Македонија, ама ако го немате ставот, нит Охридско езеро ве вади, нит не знам, планиниве околу вас, нит убавиот град ништо нема да ви извади, само ќе ви извади у суштина ставот и позитивните мисли и емоции. Ама за тоа ќе зборувам утре. Royal View, 18 часот во Охрид. Сите околни градови може да присуствуваат: Струга, Кичево, Битола, може и Битола да дојде, така да едноставно зависи до вас. Океј, фала ви многу што бевте на овој лайв. Се гледаме повторно со остатокот од екипата у петок, а со Охриѓани се гледаме во вторник, односно се гледаме со вас во среда, да не рипам ден. Поздрав, чао, имајте убава вечер.